Со Богородица стоиме под крстот. Исус е издигнат на крстот. Сега е судот на овој свет. Сега кнезот на овој свет ќе биде истеран надвор. И кога јас ќе бидам издигнат од земјата, сите ќе ги привлечам кон себе. Се исполни Исусовото пророштво. Беше издигнат на крстот за да го видат сите. Меѓу оние што ја видоа оваа ужасна гледка беше и неговата мила мајка. Мајка Марија го слушнала ова пророштво кажано од Исус за време на неговата јавна служба. Низ годините таа размислуваше за неговите зборови, исто како што размислуваше за зборовите кажани од Симеон, кога таа и свети Јосиф го представија Исус во храмот. А и на тебе самата мечки ти ја прободе душата, за да се откријат мислите на многу срца. Безгрешното срце на мајка Марија сега беше целосно прободено додека гледаше во својот син, подигнат на крстот, за да го видат сите. Иако оваа гледка предизвика длабока тага и болка, нашата блажена мајка го виде благословот на нејзиниот син, како се подига додека размислуваше за неговите зборови. Сега кнезот на овој свет ќе биде истеран надвор. И кога јас ќе бидам издигнат од земјата, сите ќе ги привлечам кон себе. Иако беше болно да се гледа, нашата блажена мајка знаеше дека со распнувањето нејзиниот син го постигнува најголемото добро што некогаш било познато. Таа знаеше дека тој ненадејно го уништи кнезот на овој свет и го избрака од срцата на оние што се свртеа кон крстот. Таа знаеше дека крстот на нејзиниот син ќе привлече многумина на небо и ќе го ослободи од вечната смрт. Самата мајка Марија била првата што е привлечена кон крстот на нејзиниот син и била облејана во благодатта на неговото бескрајно милосрдие. Дали дозволивте силата на крстот да го преобрази вашиот живот? Дали и се придруживте на нашата блажена мајка додека стоеше пред крстот со очите вперени со љубов кон ликот на нејзиното спасение? Дали дозволивте силата на крстот да го избрака кнезот на овој свет од твоето срце? Дали дозволивте Исусовиот крст да те привлече кон себе и кон Отецот? Размислете денес овие прашања додека размислувате за тоа како вашиот Господ е издигнат на светиот крст. Погледнете го како виси таму и знаете дека тоа е сликата на вашето собствено спасение. Дозволете да бидете привлечени кон него и дозволете неговата скапоцена крв да ве покрие, гонејќи го злобниот и сите гревови од вашиот живот. Размислувајте, бидете отворени и примајте. Господ е издигнат за вас. Дозволете силата на крстот да ви го промени животот. Моја најдрага мајко, иако ја гледаше ужасната гледка на бруталното распнување на твојот син, се сети на зборовите што тој ги кажа во кои ја откри силата на неговата жртва. Ти беше свесна за големата вистина, дека неговиот крст го уништува лукавиот и сите гревови и дека сите што со вера го гледаат твојот син ќе бидат привлечени во слава на небото. Моли се за мене, драга мајко,
да бидам еден од оние кои стојат со тебе во сенката на крстот. Помогни ми Твоето светоштво да ме зајакне. Секогаш ме упатувај кон Твојот Син, за да го примам изобилството на благодат излејана на Голгота. Мој распнат Господ, Ти благодарам за неизмерниот дар на крстот. Привлечи ме, мој Исусе, и освети ме со Твојата совршена жртва на љубов. Исцели ме, обнови ме. Дај ми нов живот и отстрани ги сите гревови од мојот живот. Ти благодарам, Господи, за се што направи за мене. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во Тебе. Со Богородица стоиме под крстот.